Добро утро, вие сте на каналот на Слободен печат, заедно со Цивил медија и Трнмак. До мене е Тина Иванова, музиколог, поет и со новинарско искуство. Денеска сме тука, таа авторка на два романи, едниот е Кругови, а вториот роман е Се чини дека се уште постои љубов, кој што пред еден месец имаше промоција во Аудиокултура. Тина, за почеток, како си? Прво ви благодарам за оваа покана. Добра сум. Да? Не сум наспана, ама добра сум. Да, помина празниците, се помина. Поминаа празниците во онака мирна атмосфера, се одморив. Така да окей сум, срекна сум што ја издадов книгата. Така. И сега одам понатаму. Да, ајде да збориме за Се чини се уште постои љубов. Дали се уште постои љубов? Па секако дека постои. Да, и во овие времиња? Би биле ние овде денеска ако не постои. Во сите времиња постои љубов. Секако постои и омраза, мора да има баланс, нели? Ама љубовта е посилна и затоа се уште опстојуваме во светов. Еве веќе сме 8 милиарди луѓе, така. Да не постоеше љубов, немаше да има толку многу луѓе на планетава. Да, твојот роман зборува за двајца кои што се во некаков однос, во некаква љубовна врска, кои што се од различна религија. Можеш ли нешто повеќе да ни кажеш околу целата приказна? Да, романот се базира на љубовна партнерска љубов помеѓу еден муслиман и една христијанка. Не би било тоа толку важно од која религија се, доколку двајцата главни ликови, Ана и Денијел, не наидуваат на препреки од општеството, бидејќи ово општество наше е полно со предрасуди и нивната љубов, која што е филмска, на почеток е раскажана. Да речеме љубов каква што ја гледаме на филмовите, во наводници нереална, иако е реална, на некој начин се судира со општествените стеги и почнува да замира заради притисоците од општеството. Нели, знаеме сите, не само кај нас и во светот, и врските и браковите меѓу религиски се проблематични. Иако не би требало така да биде, но наназад во низ историјата, а и денеска, за жал во ова современо општество кое што живееме, таквите љубовни врски или партнерски, па дури и пријателски би рекла, затоа што јас себе лично сум се соочувала и со такви некои моменти во мојот живот, се стигматизирани на некој начин. Се покажува со прст. Дали од семејството, дали од пријателите, дали од околината. Така што романот зборува баш за тоа, за предрасудите на ово општество, преку љубовната релација на Ана и Денијел, главните ликови. Да, предмот се спомна дека тоа и денес се случува. Сметаш дека се уште постои таквиот тип на омраз и предрасуди? Да, се уште постои, за жал, пак ја кажам за жал. Дали е тоа кај нас или можеби е и во светот? Колку што јас имам искуство и непосредно и директно, зависи во кој дел од светот. Меѓутоа во некои европски земји тоа веќе се, да кажем, исчезнува полека, ама во позатворените општества, нашево општество се уште го гледам како херметички затворено. Доскоро, нели, дури и границите ни беа затворени, не можевме да патуваме. Сега како се отворивме со патувањата по светот, па малце собираме искуства, нели, ние и од Европа и од светот. Малку повеќе се гледа, е поосветлена таа, да кажам, атмосфера, ама пак постојат и тоа како силни предрасуди, особено од страна на семејствата. Вие не можете да бидете во брак туку така со некој муслиман или со некоја христијанка, ако сме од другата страна, без да се вмеша семејството и без да за тоа семејството да има отпор, да дава отпор. Така што љубовта, пак ќе кажам, не е слободна. Во тој дел, во тој сегмент не е слободна. Ние не можеме да бираме во кого ќе се влюбиме, нели? Да. Тоа е хемија, тоа е нешто за кое што можеме да зборуваме со часови. Ама потоа наидуваме на пречки за кои што не сме ни сонувале дека можеме да наидеме, така што романот баш зборува за тие теми. Да. Дали приказната во која што зборуваш во самиот роман, дали е приказна од која што најде некаква инспирација или секако секој
автор верувам, па така и јас кога пишува или било што да твори, не мора да е роман, може да е и музика, еве јас сум музичар, па тоа се пресликува и во музиката. Секогаш тргнува од своето искуство, од својот интимен живот. Интимен во смисла не личен, може да биде и личен, може да биде нели тоа интимна и автобиографска приказна. Туку од искуството кое што го собира непосредно, дали од околината, дали од животот претходно, дали од пријателите. Кај мене случајот е таков. Јас сум многу љубопитен човек по природа. Ја гледам околу мене што се случува, некако ми влегува тоа во глава и после тоа го ставам на хартија, се разбира зачинето со многу фантазија и со многу нереални моменти, ама суштината на романот е всушност реална приказна. Моја лична, ама и приказна на мои пријатели. Така што сум била сведок на такви типови на љубовни релации. Така. Морам да те прашам, нели, пошто си музичар. Да. Која е конекцијата помеѓу пишувањето и музиката? Дали наоѓаш некоја заедничка точка? Еве, на пример, според мене, музиката се врзува со секој тип на уметност. Некако Точно. мислам дека е... Затоа што музиката е единствена абстрактна уметност. Так. Сите други уметности се конкретни. Музиката, дури од самиот почеток, од античко време, да кажеме, па до денес, секогаш е врзана со друг тип на уметност. Так. Така нели се родила и античката драма, потоа операта, некако се вметнува како синкретична форма. Музиката, ако зборуваме конкретно за текст, е секогаш врзана дали во операта, дали во античката драма, дали во вокално-инструменталните дела, дали во песните, поп музиката, секогаш има нели текст. Така што неизоставен дел е музиката од текстот. Сега кога зборуваме за роман, тука нема врска, нема некоја последна релација музика и роман, ама кај мене лично, а верувам и кај други луѓе, во самото создавање на романот јас се инспирирав од музика. Так. Мене музиката ме води во животот. Јас без музика не можам да живеам. Тоа сум го кажала неколку пати. Така што и додека го пишував и кога читам книга, слушам музика и тоа го засилува моето чувство и мојата размисла околу тоа што го читам. И не случајно затоа и музиката е дел од филмската уметност. Така. Филмовите без музика се многу ретка појава, нели? Иако е тоа посебно арт дело, ама во секој филм има музика и музиката го засилува визуелниот момент. Така што е многу важен дел и е една спојува точка. Да. Не можат уметностите една од друга да се одделат. Јас тргам од тоа. За мене е се исто. Затоа што доаѓа од умот, од мислата и од срцето на човекот. Дали јас тоа ќе го преточам на хартија, дали ќе го преточам во партитура нотна или на сликарско платно, емоцијата е иста. Да, само изразот може би Само изразот е различен. Да. А каде може да ја најдат гледачите на Слободен печат? Се чини се уште постои љубов. Се уште постои љубов. Првиот, се извинам, првиот роман кој што ти сама го издаваш, немаш издавачка куќа за себе. Овој пат немам издавачка куќа, се решив сама да го издадам. И уште една книга имам сама издадено, тоа е документ 103 која што ја пишував за радиото 103. Так. И таа е сам издат. Може да се најде во сите продавници на Сакам книги и на плоштад во книжарницата Под отворено небо. Така. Така што секој кој што сака да ја набави може да ја најде на тие места. Така, мислиш ли дека нашиот народ, нашите луѓе имаат навика да купуваат книги од наши автори, да речеме? Па да, не многу како што беше тоа во 90-тите години пред да се појави интернетот на сцената. Дали е само интернетот причина? Што е причината? Пошто бројките се огромни. Интернетот, ама и брзиот начин на живот, инстант културата, немаме ние време да седнеме и да читаме роман на Достоевски. Кој од нас ќе седне да го чита цел комплект на Достоевски или на Толстој, например? Со што се занимавале луѓето порано? Културата ја впивале преку читање на книги и преку одење на живи концерти. Сега нас ни е тоа достапно дома во секој момент. Дури одиме по улица, пуштаме YouTube, слушаме музика. Не мора да одиме дури ни на концерт, што е трагично за мене. Да. Затоа што живата изведба и читањето на
на книги е сосема поразлично искуство и чувство и воопшто учење и осознавање него она што го впиваме инстант. За една секунда сакаме да прочитаме се, нели? Сега се модерни извадоци од книги читаме само. Флоскули, мудрости, некои мудри изреки и мислиме дека го знаеме Достоевски. Не е така, многу е подлабоко од некоја реплика или од некоја мудра изрека на Достоевски. Причината е интернетот, причината е брзиот начин на живот и така натако, ама јас мислам дека сепак постојат луѓе кои што читаат книги. Да. Познавам такви луѓе многу и бидејќи мојата мајка се бави со тоа, мојата мајка работи со книги, таа ми кажува дека сепак постои интерес и тоа за новите автори македонски, за современата литература, европска. Многу се бараат италијански, шпански автори, тоа е интересно, ама и македонски, така што да. Да. Се чита. Приметувам дека во доста големи маркети постои една практика, па последниве 7-8 години да речеме, да на полиците кај што се фрижидерите постојат полици со книги кои што има секаков тип на наслови. Дали не знам, пристапот е јасен дека треба да дојде до секого, за да може да ја види нели маркетот да не. Јас со тоа не Што се мисли за тој начин на... Не се согласувам. Книгата треба да биде во книжарница. Така. Во супермаркет се продаваат салами и мајонез. Толку. Книгата не може да се купи во супермаркет затоа што ја се намалува нејзината вредност. Зошто авторите, луѓето инсистираат да секаде се појави, па дури и во супермаркет да... Затоа што мислат дека луѓето не влегуваат во книжарница за да ја купат. Како да го мислат смениме? дека ќе застанат на каса и ќе купат мастики, ќе ја видат книгата и ќе речат: "Еј, ајде да си купам една книга", па не е тоа мастики. Така. Не е тоа туку така, ајде да си купам книга. Јас кога влегувам во книжарница морам прво да знам што сакам. Кој жанр на литература мене ме интересира. Второ, мене ми треба еден час јас да прошетам по таа книжарница. Знаете, во Европа колкави се книжарниците по 5 спрата. Додека вие ги прошетате, ќе поминете цел ден. Треба да ја разлистате таа книга, треба да прочитате што има, треба да ве привлече содржината. Јас на каса што ќе купам? На каса во супермаркет. Како да го смениме тоа? Како публиката да ја привикнеме многу почесто да иде во театрите, филхармонија, опера и балет? Јас тука најголемата вина ја гледам во медиумите. Во медиумите мора да се посветат на промовирање на култура. Буквално секој ден, дури и на вести, треба да има било каква тема од областа на културата. Нека се и дебати, нека се и коментари, ама и промотивна не. Нека се и промотивни нели текстови, што и да е, дали е печатен или медиум или електронски или телевизија, се едно. Медиумите мора да дадат голем акцент. Гледајте ги европските телевизии, еве не мора подалеко да одиме. Хрватска, Србија, секојдневно имаат емисии за култура. Така, само на тој начин ќе ја доближиме културата до народот и до обичниот народ, не само до оние кои што и самите веќе знаат како да дојдат на концерт или како да набават книга, меѓутоа мораме да ги едуцираме луѓето. За жал, кај нас има многу неедуцирани луѓе во областа на културата. Еве, јас работам во филхармонија и ние долго време се трудиме да ги едуцираме луѓето, дали преку социјалните мрежи, дали преку маркетиншкиот пристап, да дојдат на концерт. Затоа што луѓето од незнаење за култура се плашат да ја примат културата. Конкретно за класичната музика. Многу луѓе се плашат да дојдат на концерт на класична музика, мислејќи дека е тоа нешто тешко, дека нема да можат да го разберат, така и со книгите, така и со било која уметност. Затоа треба да им ја доближиме. Може би е добро и преку на герила маркетинг. Така. Не знам, на улици има многу добри европски стратегии смислено за герила маркетинг. На плоштади, на улици се продаваат нели билети за концерти, се продаваат книги, има предавања на сред улица каде што има случајни минувачи. Тие случајни минувачи ние треба да ги привлечеме. А оние кои што знаат веќе се редовна публика, редовни читатели и така натаму. Со останатите, ќе кажам, медиумите, значи мора да има емисии и дебати за култура и маркетингот кој што го оставам на младите. Така. Младите сега бареме лесно, имаме алатка, имаме интернет, имаме нели сите имаме камери, телефони, многу е лесно да се направи една добра пиар стратегија за да се привлече народот да се насочи кон културата. Да. Пред самиот крај би сакал
да те прашам нешто околу музика. Дали сметаш дека имаме прогрес во музиката? Дали сметаш дека постојат изведувачи, инструменталци кои што се издвојуваат и кои што не представуваат во светот во добро светло? Дали имаме некаква промена од пред 10-12 години, да речеме? Да, искрено чувствувам некаква стагнација. Има во Македонија има многу талентирани луѓе од секој жанр музички. И во областа на класичната уметност и во оној дел на независната сцена, не дека нема, гледам многу млади творат и така треба да биде. Само што многу е тешко представувањето надвор. Многу тешко. Можеме некој уметник да го промовираме надвор од државата, многу тешко оди тоа. А зошто е тоа така? Која е пречката за да... Државата нема стратегија за тоа. Односно Министерството за култура мора да се направи стратегија за меѓународно представување на сите наши уметници кои што се талентирани и кои што треба да ја представуваат нашата култура надвор. Има една ставка во Министерството за култура, меѓународна дејност, и се аплицира за таа меѓународна дејност. Меѓутоа, прво, многу малку луѓе добиваат средства за тоа. И се малку средствата за тоа. А второ, и тие луѓе кои што се одбираат, не се секогаш вистинските луѓе. Да речеме, Филхармонија беше со помош на Министерството за култура во Белград, ама Белград не е сепак можеме се уште да го сметаме како наш град, сосед ни е, бил главен град во бивша Југославија и имаме добра релација. Знаете како поминавме? Значи фантастично. Белградската публика не прими стварно фантастично. Тоа се незаборавни моменти кога еден цел ансамбл го праќате надвор. Танец треба да оди секаде во целиот свет. Танец треба да го представува македонскиот фолклор секаде во светот, многу повеќе него тука. Да не зборувам за индивидуални музичари, пианисти, виолинисти и така натаму. Сега зборам за класичната индивидуални музика. Имаме тоа какви таленти. Ама мора државата да има возможи, таа самата да ги повика. Не тие да се борат, да се занимаваат, да аплицираат, да се борат. Нив им е работа да седнат дома и да вежбаат, да музицираат, да се занимаваат со уметност. Ама државата мора да направи стратегија сама да ги повикува тие луѓе и сама да им обезбеди учество надвор. На било кој, дали на фестивали, дали на концерти, дали на надпревари. Многу се важни и надпреварите за класична музика, кои што ги има многу и се важни не заради тоа што ќе дадат потврда на уметникот дека е добар, туку заради неговата идна кариера меѓународна. Само така Македонија ќе се представи во светот. Преку уметности, преку спорт, како инаку. Така, да. Ти благодарам за денешното гостување, ти благодарам што издвои време. Благодарам јас. Се чини дека се уште постои љубов, се надевам дека ќе дојде до сите, ќе допре до сите и дека поголем дел од нашата јавност ќе го купи романот. Да, и јас се надевам. Да, интересна е книгата. Местото уште нескромно. Сакам книги. Сите книжарници сакам книги и книжарница под отворено небо на плоштад. Ти благодарам, вие останете со Слободен печат.